Моето патешествие низ руралните региони низ Македонија ме донесе и во Манишевијата, поточно речено во Пехчевскиот регион, гнезден како во Косничка на крајниот исток од Македонија, наминав во живописната општина Пекчево да видам како таа пулсира заедно со нејзиниот административен центар градчето Пекчево. Распослано на двата брега на Пекчевска река, на надморска височина од околу 1000 метри, под падините на планината Лаина, обколено со големи дабови борови шуми, студени потоци и чист планински воздух. Регионот Пекчево или од пред неколку години општина Пекчево е погранична општина со Република Бугарија, која го зафаќа најисточниот дел на Република Македонија. На површина од околу 207 квадратни километри живеат 5517 жители, од кои поголемиот дел во општинскиот центар Пекчево, околу 3230 жители, а останатиот дел во другите 6 селски населби: Негрево 170 жители, Чифлик со 362 жители, Умрена со 391 жител, Робово со 470, Црник со 750 жители и Панчарево со 467 жители, кои спаѓаат во категоријата ридско-планински села. Подрачјето на регионот на Малеш, а особено на територијата на општина Пекчево, доминира планинскиот релјеф, кој е представен со планините Плачковица и Малешевските планини на југ, Лаина на исток, Обозна и Голак во централниот дел и ограноците на Осоговските планини на север. Морфолошкиот склоп се одликува со благо брмовиден релјеф, испресечен со плитки и длабоки долови. Имајќи предвид дека најниската кота се наоѓа на 800 метри, а највисоката на 1900 метри надморска височина, овој терен се карактеризира со умерено континентален тип на клима. За овој тип на клима карактеристични се умерено ладни зими и умерено топли и суви лета. Регионот Пекчево е познат како област богата со повеќе видови масни глини, кои по боја варираат од бела, жолта, сиво до црна и црвена. Тие се наоѓаат во неогени и делувијални седименти, на кои базата е представена од еруптивни ефузивни карпи и гранити, каде што пред неколку децении се пронајдени наоѓалишта на јаглен лигнит, кварц, диоматејска земја, бакар, цинк и други минерали во атарите на селата во Панчарево, Црник, Умлена и Чифлик. Хидрографската мрежа на регионот Пекчево е солидно развиена. Во хидролошки поглед, овој терен сочинува базен кој му припаѓа на сливот на реката Брегалница. Реката Брегалница извира на 1690 метри надморска височина во местоста Ченгинокале и со еден дел од текот се простира во границите на општина Пекчево. Територијата на регионот Пекчево по својата местоположба представува дел од југоисточниот ридски планински дел на Македонија, кој со својот претежно планински карактер обилува со голема разновидност на животински, растителни и ендемични видови. Животниот ареал на овие животни и растенија рамномерно е распореден и во рамничарските и повисоките делови и катови. Регионот Пекчево располага со околу 8000 хектари со високо квалитетно шумско богатство. Вегетацијата во регионот претежно е представена со тревни и шумски заедници. Шумската вегетација во дабовиот појас најмногу е застапен церот, додека најголеми површини околу Пекчево се борови и шуми. На 1500 метри надморска височина застапени се планинските пасишта. Во долните делови на планината Лаина, под врвот Кадица, на околу 1000 метри надморска височина, откриени се тресишта на кои екзистира ендемичен вид на инсектојадно растение, во науката попознато по латинскиот назив Drosera rotunfundurforia. Меѓу пространите шумски комплекси се наоѓаат помали или поголеми острови на ливади, пасишта,
прошарани со сочни малини и други шумски плодови или се претворени во плодни парцели на кои се гледува прочуениот малешевски компир. Се наоѓам меѓу една од многуте ниви засејани овде со компир. Се прашувате каде сум? Дали сум во Струмичко, дали сум во Прилепско, Кавадаречко, Гостиварско? Јас сум во Пекчевско, поточно кажано во селото Умлена. Дојдовме и во ова село да ги видиме мештаните како работат во овие летни горештини. Добар ден, домаќине. Ја можеш малку да дојдиш? Ќе дојдам. Така, ајде, малку ќе ти земиме од работава, ама не си, што да правиме? Малку треба да одмориме, не? Така. Еве, Васко од Умлена, ете, наминавме во твоево село овде. Милуние. Да ја видиме живеачка што се вика во селово. Колку време живее сега дека во село се врати? Од како сум роден. А откуда се врати од кога напушти од работа? А тука е тоа на 5 километра. Овде, Ми а? преводев Така. секој ден. Овде ке гледаме дека имаш насадено компири. Колку дека имаш компири насадено? Нема многу, али дека рибол имам јас. Има свет по многу, само има машински го обработува, има копачки, вадачки, грлачки, се тие работи, седачки. Има и по 20 декара свет во Владимирово, има и во Умлено, има и во Пекчево, секаде има. Колку очекуваш род од ова површина? Па, кажам, тоа е половин декар. Едно 30 вречи тон и пол, на 1500 кила, може би да ќе даде добро. До сега имаше дожд, се добро влага има. Општина Пекчево е моќно богата со животински видови со одлични можности за лов и риболов. Од влакнестиот дивеч најзастапени се зајакот, дивата свиња, лисицата и јазовецот, а се среќаваат и срни, волци, диви мечки, речни видри и друго. Перјастиот дивеч е најмногу застапен со полската еребица, камењарката, подполошката, фазенот, а се среќаваат и диви пајки, јастреби и орли. Во регионот Пекчево, вгнездено како во Кошничка, на крајниот исток од Македонија, пулсира малото живописно градче, кое воедно е и административен центар на истоимената општина Пекчево, градот Пекчево, која се распостила на двата брега на Пекчевска река на надморска височина од 1000 метри, под падините на планината Влаина, околено со големи и длабоки борови шуми, студени потоци и чисти планински воздух. Иако мало, ова градче има долга и богата историја. Археолошките артефакти говорат дека на овие простори постоела населба уште во римско време, во која се топела железна руда, која се експлоатирала од местоста Буковиќ. Според жителите, градчето топонимот го должи токму на тие печки, односно пехчи, како народот од овој крај од памтивека ги вика, па се до ден денешен и така ги нарекува. Во средновековието населбата била важен стопански и административен центар. Во околината на Пекчево има траги од населби од антиката и средниот век. Во местноста Градиште или Манастириште на десниот брег на Брегалница има статоци од римска населба. Во подножјето на Буковиќ, во местноста Рудиште или Ракоец, на 3 км источно од Пекчево, исто така има статоци од голема античка и средновековна рударска населба. Во Буковиќ има статоци од уште една населба од доцната античност, а во местоста во реката денеска се гледаат остатоците од рудникот од истиот период. Во местноста населба на северот Пекчево има археолошки локалитет кој датира од доцна античкиот период, а во местноста Спиово, на 4 км источно градот, неодамна се пронајдени остатоци од рано христијанска базилика. Првите пишувани соопштенија
за средишната централна населба во Малешевскиот крај ги оставил арапскиот патописец Идриси во 11 век и се однесуваат на така наречениот град Малешево. Според овој географ, градот бил изграден на една висорамнина и се наоѓал на ден и половина одење од Мородвис, од денешното село Мородвис. Градот бил окружен со села и дворови, со градини и житни полиња, со пасишта и шуми. Во Малешево било развиено земјоделството, сточарството и шумарството. Со оглед на тоа што Малешево со сите своји убавини на Идриси му ставило голем впечаток, тој го внел на својата карта заедно со другите градови на Македонија. Добар ден, домаќине. Добар ден. А и ми е работа. Амин, амин. Како си ми? Арен, Добро, сполај на Бога. колку окоси денеска? Па има 1 декар окосено. И колку имаш оврчего твоја земја, како живееш денеска? Имам моја земја 50 декари. А гора има, плюс гора имам моја. Борова, Дабова, Букова. Ја работиш сета земја? Работам. Сега сливи имам во Штарник, еве овие сливи таму се мои, на другиот арит. Колку декари имаш да се сливи? 3,5 декара. И Па добри се сега. колку очекуваш да има род од сливите? Па ќе има сигурно 3-4 тона. Што друго ова сено, ова трева што е косиш, колку декари имаш? Има 15 декари ваква трева. Што ќе правиш на сеното? На сеното крави имам, коњи имам. Сега са на испаша у планината. Колку крави, колку коњи? Коњ еден на крави 6 и мали има телци, има 3. 9. Што му правиш на млекото? Млекото кога се овде го продаваме, доваѓаат у селото овде и го продаваме млекото. Сега се у планината телците цицаа. Колку члена семејство сте дома? И па ние сме браќа тројца, Така. не женети и тројцата. И зошто овој што е причината? И што е причината? Нема запослување. Почнавме на работа у Плочкара, почнавме да работиме. Ја затворија, работа нема на друго место. Дома. Обстанок никаков. Рече дека сте тројца браќа, сите не женети. Да. Арнома од кој ќе завршиш во полево работава, сака да се јади гладен, не може на косава. Епа. Дома кој ви спрема? Па ние спремаме, кој ќе ни спрема? Прекај се работава, земи коси си го. Коси ја го се вика ова го Иванова. Требата. Чувај се, немој да се со косата. За името на оваа денес градска агломерација се врзани многу легенди. Според една, на местото на денешната локација на населбата се наоѓало трло, кое местото население го викало Пејчина Колиба, заради бачилото на сточарот Пејчин Пејчо. Според тоа и по аналогија, местните жители местото го нарекле Пехчово, односно Пехчево. Со овие топоними, ова населба е спомнувана и кон крајот на 19 век. Друга легенда говори дека во подножјето на Буковиќ во римско време се вршело експлоатација на железна руда. Садовите кои служеле за плавење на рудата се нарекувале пешти. Се мисли дека топонимот Пекчево упатува на рударските печки, печци, каде се топела рудата. Постанокот на Пекчево според народните преданија и расположивите пишени документи е поврзано и со доаѓањето на турците на Балканскиот полуостров. По доаѓањето на турците во Малешевијата, кон крајот на 14 век, од 1394 и 1395 година, затекнале дел од населението во Пекчево, кое се занимавало со експлоатација на железна руда од планината Буковиќ. Во 1518 година и турците започнале со експлоатација на рудникот, зашто постојат и пишени документи. Кон крајот на 19 век, односно во 1891-1892 година,
Пекчево прераснало во голем административен центар на турската управа за поширокиот регион во Малешевијата и Пијанечката област. Тогаш е основана Пекчевската Малешевска каза со седиште во Пекчево. Од статистичките податоци од 1900 година во Пекчевската каза, која била во рамките на Скопскиот Сандžак, и припаѓале 46 населени места. Освен областите на Малеш и Пијанец, на Пекчевската каза и припаѓал и делот од Соговијата. Во 1904 година Пекчево и неговата околина го зафатил силен земетрес, од кој градот бил речиси целосно разорнат. Во периодот на Балканските војни и подоцна за време на Првата светска војна, Пекчево ја губи својата ориентална физиономија, бидејќи поголем дел од архитектурата бил уништен и повеќето од ориенталните објекти биле разорнати. Тогаш Пекчево го загубило и голем дел од жителите, бидејќи турското население масовно се иселило во Турција. Од тогаш започнува негова стагнација се до 1945 година. По завршувањето на Втората светска војна започнува повторна ревитализација и Пекчево прераснува во индустријски центар. Дојдете во Пекчево да видите што е рај и убавина. Јас сум Слободан Почовски, копаничар од Берово. Со резбарство се занимавам веќе едно 6-7 години. Копаничарскиот занает го наследи под веќе покоен мој учител Голуб Чомоцки. Еве ова го работам, како што можете да видите, да се запознае цела Малешевија и дека од овој занает, ако почнат луѓе да повише да го ценат луѓето, може да се останува да се живее. Што да се имате изработено? Општина Пекчево има одлични предуслови за развој на алтернативниот туризам. На 10 км од Пекчево се наоѓа туристичката населба Равна река, каде според новиот урбанистички план се предвидени околу 300 објекти за викенд куќи и хотелско-угостителски објекти. Излетничкото место Бараки нуди простор за одмор и рекреација. Во недопредните шумски предели на Малешевските планини Букович и Кадица, низ горното течение на реката Брегалница, угнезден е недопрен природен рај. Истражувањето на волшебните убавини, спојот на природата и традицијата се предизвици на кои ретко кој може да им се одолее. По теченијата на Брегалница и незините притоки, природата креирала прекрасни водопади во планински амбиент кои го земаат здивот. Од страна на општина Пекчево уредени се вкупно 5 водопади со патеки од автентичен природен материјал, места за одмор и соодветно уредени информативни содржини кои стануваат задолжителна маршрута за посетителите кои престојуваат во Малешевијата. На само 4 км од Пекчево се наоѓа археолошки локалитет Света Петка, старохристијанска базилика, односно манастирскиот комплекс со поголеми димензии. Се претпоставува дека во близина на Пекчево се наоѓаат темелите на средновековниот книжевен центар Равен, каде што светите браќа Кирил и Методија ја создале глаголицата на старото словенско писмо. Покрај интересните природни карактеристики, општина Пекчево е примамлива по архаичните селски населби, обичаите и начинот на живот во нив, како и по бројните манифестации.
чест на празникот Павлоден, градот Пехчево традиционално го организира фестивалот на дувачки оркестри, кој има и за цел да ја промовира традиционалната музика и на дувачките оркестри да има возможи голема афирмација, каде што од година во година бројот на гости и посетители како од Македонија, но и од странство континуирано се зголемува, каде што оваа манифестација полека но сигурно прераснува во една од најголемите од таков вид во Македонија. Почитувани гости, драги пријатели, ви посакувам добре дојде на првата фестивалска вечер од петото издание на фестивалот за дувачки оркестри Пехчево 2015. Пехчево ја продолжува традицијата и несебично вложува во организацијата на единствениот фестивал во Република Македонија посветен на виртуозноста на дувачките оркестри. Оваа наша мала општина го создаде полето каде на Мегдан можат да излезат сите инструменталисти на дувачки оркестри од земјава. Отворивме поле за надпревар на квалитетот, што ќе значи промоција и афирмација на дувачките оркестри. Но истовремено создадовме и поле за добра забава, создадовме услови за Пехчево да го посетат многу гости и туристи кои ќе имаат можност да уживаат во фестивалскиот пакет спакуван во овие 4 фестивалски денови и ноќи. Успеавме полека, но сигурно, со голема поддршка на експертите и стручното жири на фестивалот, од еден анонимен, млад фестивал, да направиме препознатлив бренд за кој се слуша надалеку. Мора да подсетам дека квалитетот е на страната на Пехчевскиот фестивал. Тоа го докажавме со нашите победници кои претходниве 2 години ги собраа наградите на реномираниот светски фестивал во Буча. Нашите планови се да продолжиме со градењето на фестивалот и секоја година организацијски и содржински да бидеме се побогати. Затоа мора да ја искажам и јавна благодарност до сите пријатели на фестивалот во Пехчево, до сите оние кои несебично ја поддржуваат идејата овој фестивал да се развива и понатаму. Сепак, вечерва нема да должам со зборување, бидејќи вечерва не е време за долги говори. Главниот збор во Пехчево, овие 3 вечери ќе го имаат трубите. Затоа, драги мои пријатели, гости и добронамерници, уживајте во Пехчево, за кое што работиме да стане позната туристичка дестинација, да се издигне како бренд во Македонија, препознатлив по фестивалот на трубите. И за крај, празникот на трубите во Пехчево може да започне. Фестивалот го прогласувам за отворен. Дојдете во регионот Пехчево, дојдете во Малишевијата, да видите што е рај, да видите што е убавина.